Македонското малцинство во Албанија бара да им се признае нивната националност со тоа што ќе им се впише во личните документи. Според Едмон Темелко, градоначалник на општина Пустец и председател на Македонска алијанса за европска интеграција, во времето на комунизмот националноста стоеше во официјален документ, но денеска таа е избришана. Ние, македонците, бараме впишување на националност во официјалните лични документи, затоа што негирањето на националноста ќе ги доведе до губење на идентитетот, рече Темелко за телевизија Сонце. Според него, графата за македонската националност не постои во регистарот за цивилен статус, со што се негира и постоењето на ова малцинство. Надвор, што се преселиш од општина Пустец во друго место, немаш право да се кажуваш македонец и немаш никакви права да и уживаш како македонец. Значи, борбата наша е сега и тоа што на овие парламентарни избори што идат сега 2003 година, да го поставиме на маса со идните наши коалициони партнери што ние ќе одлучиме на конгресот со кој ќе коалицираме, да побараме признавање на македонците надвор од општина Пустец, значи во цела територија на Република Албанија ќе постои македонско малцинство, да се признае од самата држава и да имат и основни човекови права. И тој ќе го оствариме преку барање на изучување на македонскиот јазик. Да ве информирам, познато е, во моментот е поднесена петиција во општина Требишта, областа Голобрдо, до подрачното Министерство за образование, каде подписот го ставија родителите на децата, според законот, каде имат желба да децата негва да го изучуваат својот мајчин македонски јазик. Имаме најави дека има позитивни мислење дека кај да е албанската власт ќе попушти на тоа. Со тоа мислам ќе се затвори прашањето на признавање на македонците во Голобрдо, доколку се дозволи учењето на мајчиниот македонски јазик, ќе се побарат и други основни права како македонци, за да може и областа Голобрдо да е со исти статус како општина Пустец, да се води како македонско население во Република Албанија. Истото ќе се преземи после и за областа Гора. Исто и таму ќе побараме да се изучува македонскиот мајчин јазик. Исто така и во други места кај што има значителен број на македонци. Тука се градовите Билишта, Корча, Подградец, Тирана, Елбасан, има голем број Елбасан на македонци, каде може слободно тамо да функционираат паралелки на македонски јазик. Враќањето на графата националност во цивилниот регистар е главна грижа за македонското малцинство во Албанија. Националноста е идентификација на малцинството и представува гордост која постоеше во времето на комунизмот. Во тоа време во пасошите на жителите на Пустец им пишуваше македонска националност. Лишувањето од националноста е навреда за нашата заедница и затоа правдата ја бараме во Страсбур. Се чувствуваме дискриминирани од владата на Албанија. Не само што не добивме повеќе права, туку и ги губиме и тие што ги имаме, додава Темелко. Албанија не е само за нас македонците што не сака да не признаи во цела територија, туку има проблем со сите малцинства, бидејќи Албанија е најмултиетничка држава во Балканот. Тоа е познато од сите жители во Република Албанија и тоа сака да го прокрие за одредени цели, да докаже дека наводно била некоја хомогена држава, што не е точно. Се осмеле на овој попис, дури направи фалсификати на верска основа, каде православно население извади само 6,7%, што е апсурдно. Самите жители државјани на Република Албанија знаат дека бројот на православни далеку поголем од тоа и самите статистики пред тоа кажуваат дека над 20% од населението во времето на Ахмед Зог 1935 година, тие се факти, 23 нешто посто биле православни. Каде ојдат тие православни, кај исчезнаа, сега да излезат 6,7. Може да се сгреши со мали бројки. Или тоа е тоа. Еден од најголемите поддржувачи и помагачи на македонците надвор од границите на Македонија и донатор за македонската партија во Албанија, Македонска алијанса за европска интеграција, Ѓорѓе Ѓорџ Атанасовски, во емисијата на телевизија Сонце Македонија мајка на светот, рече дека мора да се обедини во борбата за зачувување на македонецот на било кое место во светот.
Ние не смееме да се откажеме. Тодор Петрович само роби. И еден македонец да е во Кина, ние треба да го штитиме. Како што ги штитат другите држави. Ние не бараме повеќе. Ние барем исти да бидеме со сите народности на светот. И од тука нема ние да попуштиме како Македонска алијанса, ќе се бориме на секаде во секое градче во светот да си ги добиеме своите права. И тога ќе го добиеме. Само има проблеми во светот во овој момент. Тие проблеми се дојдени може и од Господ за ние што побрзо да се обединиме и да му докажеме на светот дека сме македонци.